Добро вечер, божествени души. Добре дојдовте повторно на Уналум Тарот канал. Вечерва имаме една многу убава, емоционална, па да наречам можеби порака за некој, можеби некое откровение за некој воздигнување. Имаме буквално добри теми, каде што можеме да се воздигнеме и да бидеме едноставно она што заслужуваме. Ви благодарам на сите претплатници што соделувате со мене, што ме почувствувавте, што ќе ме почувствувате. Ви благодарам за реализацијата на првото мое видео. Ова е второ видео поред, ќе има уште многу видеа и така мојот канал ќе расте се повеќе и повеќе, а и вие со мене ќе растете допрва и ќе го осетите тоа. Што имам на тема за вечерва? Да видиме вечерва што ќе ни дадат одговор картичките, више се отворени. И да започнеме со исчитување на делови кои треба да бидат отворени значи да ги отвориме први моменталните енергии, можеме и да ги затвориме очите, доколку не сакате да гледате во картичките, доволно е да послушате. Доколку сакате да гледате во картичките, јас тоа ќе ви го овозможам, ќе ви го раскажам, ќе ви го прераскажам. Вечерва имаме тема што активираме во нашите себе до крајот на месец мај 2025 година и што понатаму ќе се активира. Значи, оваа година ќе имаме моменти кои ќе бидат многу турбулентни. Ќе се активираат кодови, ќе се активираат универзумски канализирања, ќе се активираат светлосни врати, ќе се активираат некои заборавени нешта што биле на земјината планета, астралниот свет ќе го активира тој момент преку светлосните работници. Така да значи да напоменам, светлосни работници се души кои се одредени од астралниот свет да бидат светлосни работници кои имаат мок да канализираат пораки, да спуштаат пораки од универзумот до нас. Така да понатаму ќе снимам едно друго видео, ќе имаме можности и за такво нешто, за да картичките ни ги покажат и ни ги откријат светлосните работници. Така да ви поздравувам сите светлосни работници, реики, мастери, тета хилинзи. Значи сите тие се звездени семиња кои доаѓаат на планетата Земја во телесно и ни помагаат повеќе и повеќе да се усовршиме ние човечните. Значи, така да не должам премногу, сакам да ви ги исчитам сите моменти, више се отворени картичките, јас побрзав за да ги отворам картичките, така да
Овие се активацијски картички кои ќе ни дадат усмерувања што ни е заборавено во самото тело, во самото нас, преку канализирање на енергии, преку компаративни енергии, да отвориме за да имаме чист ум, чисти емоции, чисти чувства. И сето она што ќе го работиме во текот на понатамошното духовно развивање, духовно усредоточување, да бидеме сами на свое, значи да бидеме приземјени, за да можеме да се справиме со сето она што ни доаѓа пред нас, над нас, под нас, позади нас, странично. Значи не знаеме какви енергии ќе имаме, уплив на какви енергии, имаме разни енергии, така да не должам премногу, да започнеме. Значи ова ќе биде првата порака, втората порака, третата порака, четвртата порака. Значи тоа се енергии кои што треба да се отворат, што не ни недостасува во нашето тело и да не усмерат за што треба да активираме за да бидеме просперитетни, емоционални, магични, од универзумските од универзумот, едноставно. Па да започнеме. Последната колона е сето она што сума сумарум генерално за секој еден. Значи вака да започнеме. Првиот ред ви е реализација. Значи оваа реализација треба да ја направите на поинакво ниво. Значи овдека добивам информација дека нешто треба да реализирате. За да реализирате треба да ви дојде нешто што треба да го спуштите во срцето. Значи треба да го осетите за да го пуштите, за да имате просперитет, експанзија во светот. Значи ова е на глобално ниво, така да нема да резонира со секој. Значи да бидам многу јасна, нема да резонира со секој. Значи нешто треба да се реализира во светот на материјалното и нематеријалното. Значи втората картичка имаме божествено машко. Значи божествен маж, божествено машко. Значи некој и нешто има да реализира што не реализирал. Значи треба да се дореализира или треба да реализира за да биде слободен. Значи божествениот маж е исчекување во 5D, во 5D, значи во астралниот свет, кој чека нешто да биде реализирано. И имаме авторитетност. Значи некој од вас му треба едноставно отвореност
да реализира со авторитет на божествено машка енергија, која треба да даде директност, рецептивност и љубов. Значи, авторитетност е дел од она што треба да авторитетност е фреквенција која е многу мокна, така да универзумот ни порачува дека треба да се отвори некој авторитет во секој еден од нас, а тој авторитет ќе биде проследен, канализиран преку божествено машко и треба да се реализира за нешто. Значи, некои од вас имаат авторитетни нетрпеливости, имаат затвореност на машката божествена сила и имаат не до реализација или неможност за реализација на некој проект, на некој енергетски недостаток. Реализација во смисла на надворешен процес. Значи, овдека би можело да се работи за, како што осеќам, ова се енергии, претешки енергии. Значи, да не бидеме заспани, треба да се пробудиме и да реализираме машкост, авторитетност, но и да не го зголемиме тој авторитет во божествена машка енергија, треба да го процесуираме за да биде реализација за некој од вас. Некој од вас за реализација на расудуваност. Значи, расудувањето е фреквенција на внатрешен баланс. Значи, ни недостасува внатрешен баланс во моментов. Значи, ни недостасува реализација на внатрешен баланс. Сега го разбирам. Ја разбирам ова порака на активација. Значи, недостасува машка, божествена енергија, која ќе треба да реализира расудување во активација на слободна волја, на баланс во слободна волја,
на допир во слободна волја, имаме баланс на расудување во овластување. Значи, имаме фреквентност кои треба да бидат наши можности за целосно поврзување. Значи, на самосталните ресурси, значи, утелотворени на самосталните ресурси, на она што го поседуваме. Значи, расудување, реализација на расудување во баланс со овластување на самосталните ресурси што ги утелотворуваме, што ги поседуваме. Значи, со романтична љубов, шестата картичка ни порачува романтична љубов, овластуваме со романтична љубов. Значи, овдека имаме неотворена срчева чакра, која излезе, самата срчева чакра, значи задавање и примање, и третата чакра. Значи, третата чакра треба да ни се доотвори, значи да ни се доактивира, за да ни биде све појасно. Свест. Значи, ние треба да имаме свест кој ќе биде свесна фреквенција, која ни дава можност за фокусирање во мултидимензионални аспекти на прикажување. Значи, не се прикажуваме онака како што треба да се прикажуваме. Значи, има некој од нас што е подзаскриен, значи не сака да ги покаже своите емоции, значи емоционално негдека сме неактивни, најверојатно е некоја божествена машка енергија во моментов која ми ја даваат картичките, ми ја осликуваат картичките, универзумот ми ја испраќа како пораки, кои више се извлечени од шпилот за активација на нешто што е во нас. Може би и имаме неизбалансирана енергија на машка и женска божествена енергија. Значи, може би тие две енергии не ни се избалансирани во телото. Некој повеќе прима од машки принцип, некој повеќе прима од женски принцип. Перцепција, значи, перцепција да
бидеме удобно сместени во нашиот комфорт, но не за предолго. Картичките не усмеруваат, значи третата чакра треба да се активира и ќе се активира за многу кратко време, значи би можела да кажам дека од ова мое читање и спуштање, фаќање на овие енергии, значи доловување на овие енергии, на ова чувство, би било за 48 сати, 72 сати од ова видео, од објавување на ова видео, од ова мое спуштање на овие енергии. Овдека помеѓу нас најверојатно слушаат индиго цветови. Ви посакувам топло добре дојде на овој канал. Индиго цветовите се души кои отсликуваат, канализираат брзи пораки, но се тука на земјината планета утелотворени во тело се, енергични светлосни работници, дефинитивно се индиго цветовите. Значи, мора да се активира третата чакра, која ќе ни овозможи добра имагинација, добра свесност, нешто што треба да го почувствуваме, значи нашата само интуиција мора да биде активирана преку третата чакра. Значи, самиот универзум спушта енергија и спушта порака за отварање, активација на енергии во третата чакра, божествената машка енергија, со романтична љубов, па имаме динамичност во поврзување, на световите околу нас. Значи, во световите околу нас, светови се мисли на светови се созвездија, наши сограѓани, значи созвездија, значи да се поврземе со созвездијата, значи оние звездени семиња што се посадени и овдека помеѓу нас, значи колективно треба да се поврземе помеѓу нас или да се поврземе со универзумот. Значи, динамичност во отварање на третата чакра, перцептивност, свест, реализација, авторитетност, романтична љубов, динамичност, да се поврземе за да биде полесно за подобро сочувство. Добро. Динамичност. Алхемијата е фреквенција
на знаење. Алхемијата е најстаро знаење на планетата Земја. Значи, алхемијата е нашата ја отвара нашата магичност. Значи, ние сме магични. Магичноста има помеѓу нас самите, еден помеѓу друг. Алхемијата е најстаро знаење на земјината планета. Магичност. Значи, земјината планета е магична и мораме да ја одржуваме. Значи, овдека каде што сме утелотворени, да ја одржуваме алхемичноста. Значи, активираме алхемичност во нашите сами. Нашата земјина планета, нашата земја, утелотвореност е нашата нутрина. Значи, активираме алхемичност, магичност во нашата нутрина, на свест и подсвест. Имаме compassion, сочувство. Да сочувствуваме. Ете, тоа го кажав пред малку. Значи, да сочувствуваме, да имаме сочувство, емпатичност, да направиме мал рај на земјината планета. Значи, да направиме мал рај во самите себе. Значи, нашата планета во овие моменти е нашата свест и нашата подсвест. Нашата алхемичност е нашата подсвест. Ова све е на духовно ниво. Значи, духовност. Овие пораки градат е на духовност. Значи, активираме духовност во нас, се издигнуваме. За овие 48 сати ќе се случат турбулентни отварања, значи турбулентни активации во динамични, божанско машки, божанско енергични, магични, романтични, авторитетни, рецептивни, свесни, просперитетни. Наредна картичка е просперитет. Значи, просперитетни. Да градиме просперитет за подобро утре, да бидеме поуспешни, да бидеме емоционално поуспешни, задоволни сами со себе. Универзумот е толку распростран, има толку магични моменти кои допрва ќе се градат. Значи, нема да се разградуваат, ќе се градат. Просперитетни, значи ќе се шириме, ќе имаме ентузијазам, ќе имаме сочувство, сопатство, едноставно сопатство, сопатничко. Просперитет во издигнувањето на емоционалниот раст, просперитет во економскиот раст, просперитет во она што ќе го дофатиме, ќе биде утелотворено во нашите раце, ќе биде јако како божествениот машки принцип, значи божествената машка реалност.
универзална љубов. Ке градиме универзална љубов. Треба да активираме универзална љубов. Значи за овие 48 часа до 72 часа ние ќе добиеме универзална љубов. Па да. Ние ќе добиеме универзална љубов. Ќе бидеме конектирани еден со друг помеѓу љубов. Зато и овдека романтична љубов. Затоа реализација, перцептивност, свест, магичност, динамичност, сочувство, третата чакра. Значи, ова све ќе биде отворено во 72 часа. Божански души мои, ова ќе биде многу јака енергија, што ќе ни дојде за многу кратко време и за многу кратко време ќе се отворат многу работи. Нешто многу убаво. И последната картичка. Во оваа порака е да ги отвориме срцата. Значи, ќе се отвори срчаната чакра. За некој досега што била затворена, сега ќе се отвори. За некој што имало потиснување, сега ќе се отвори тоа потиснување. Нема да повеќе да владее потиснување, затоа што ќе се створи магичност, во сорецептивност, во свест, ќе се биде реализирано, авторитетно, романтично, расудувачко, значи нема да имаме расудувања, но ќе имаме расудувања во свесност, со свесност. Значи ќе расудуваме со свесност. Значи ќе бидеме расудувачко емпатични можеби. Ова е многу убави отварања ќе имаме. Значи, многу убави активирања. Дури јас сум збунета, едноставно јас сум збунета. Ти благодарам, универзуме, за се што правиш за нас. И благодарам на сите вас што ова е колективно читање, така да ова колективно читање има многу енергија тука. Многу енергија. Значи, генералната порака за ова видео е што активираме во нас, за нас и што активира универзумот за нас, за да можеме да функционираме, е божествена љубов со благослов, просперитет, во реализација, свесност, во манифестација, романтична љубов, со авторитетност, сочувство, перцептивност, едноставно пораката е испратена, активираме трета чакра, активираме шеста чакра, значи третото око го активираме и активираме
четвртата чакра или ти срцевата чакра, оваа енергија е премногу јака. Ова е премногу јака енергија. Баш божествена машка енергија е тука. Значи мораме баланс да направиме пред да започнат овие струење на овие фреквенции, на овие енергии. Значи на овој мој канал дефинитивно има премногу енергија, премногу божествена енергија. Јас ви посакувам божански благослов. Јас ви посакувам хармоничност за овие 72 часа. Ви посакувам отварање комплетно, издигнување бескрајно. Никогаш да не биде спуштена ниска фреквенција, секогаш да биде висока фреквенција на издигнување. Ви посакувам многу љубов. Пред се многу љубов, а исто така најверојатно ни посакува и универзумот, затоа што тоа јас го доживувам, го примам како информација од астралниот свет. Значи, отвараме магичноста во самите нас. Значи, пораката е, прашањето беше, темата беше што активираме во самите нас и што активира универзумот за нас. Активираме магичност, просперитетност, активираме 6-та и 4-та чакра, значи ја активираме божествената љубов, магична љубов. Сите ќе ја доживееме. Ви благодарам што бевте дел од ова читање. Ке следува и ново видео со многу мокни пораки, љубовни пораки, кратки пораки, пораки кои ќе се движат од час до 12 часа. На сите светлосни работници им посакувам оваа активација и турбуленција во активација да ја поминат. Држете се цврсто. Буквално ке летаме. Убава вечер. Секој е добро. Ви благодарам што бевте присутни на ова читање.